Здраво Македонија, нешто по 18 часот, што значи време резервирано за листа за 300 квиз кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, што значи време да ги повикам тука за да можеме да се започнеме со денешното издание онака како што треба. Знаете дека традиционално први ги повикувам да ми се приклучат домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Дарко и Златко. Повелете. Како сте, господ Златко? Многу сме добри. Одлични, кажи со 300 евра во џепчет, можете понаваму да дојдете, не морате туку нивица, можете тука послободно, е така. Супер сте. Како сме денеска расположени? Супер. Поимавте одлична партија минатиот пат. Не се изнаигравме многу, ама Добро, успеавте баш тоа со како беше она со минимален трик до максимална добивка. Тоа е тоа, нема што повеќе да збориме. Имавме и среќа, да, можеби. Пак ќе кажам, ова е квиз на, нели, надмудрување, знаење и надмудрување, нормално и среќата треба како за сите работи во животот. Така е. Тоа е едноставно се погоди работи, се поклопија коцките и тука сте вие. За денеска дали сте подготвени за новите предизвикувачи, новите противници? Се надеваме. Се надеваме. Ке во оставам да се надевате, онаму каде што е пубаво, тоа е во кабината. Денеска почувате како домакини, што значи домакини? Ваша е домакинската кабина. Повелете. Благодариме. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, луѓето без кои што немаше да можеме да продолжиме со денешното издание на листа за 300. А воедно и луѓето кои што ќе пробаат да ги симнат од тронот Дарко и Златко. Затоа да ги поздравиме Дарко и Магдалена. Повелете. Магдалена, здраво. Здраво. Дарко, здраво. Како сте? Супер. Одлично расположени за денеска? Да. Не се ни сомневам, насмеани, ведри лица. Ајде, Магдалена, ќе започнам од тебе, да ни се представиш на кратко, која си, што се, каде доаѓаш? Магдалена Ангеловска од Тетово, сопруга на Дарко, Сега во Скопје живеете? во Скопје. Скопје живеете, така знам, ама и се правне. Трансфер. Трансфер, а? Си ја украде од Тетово. Сега тетовчани таму те колнат. Ама тоа е, што е, кажи сега. Друго што си правиш во животот? Моментално имам фирма, продавам автоделови. Што збориш? Браво, никој ќе ми те спил, како би го кажам, ми се ради тотално сега. Имам фирма, продам автоделови. Очекував нешто ќе ми кажеш, нели, вообичаено козметика, нешто же ракотворби, ова тотално ми зне. Браво, секоја чест. Друго, што ќе ми изненади со друго? И ништо, сега сум мајка и на 6-месечно бебе. Па ете ги другото Да. изненадување, честитки, супер. Тоа е тоа. Тоа е тоа, на кратко. Дарко, јас тебе те знам од друго место, ти си воедно, ќе те оставам самиот, тај представи се, па ја ќе кажам што знам. Прво одбојкар, после пожарникар, мислам меѓу јавните личности тука. Така е. И тоа е да видиме со знаењева до кај сме, затоа што мислам дека со сопруга се спремавме многу за да ви будеме од тронот и со тој Дарко од Мичурин шетам. Да се погодивте двајца Дарковци од Мичурин, ќе биде интересно. Дали може би се познававте од претходно или само вака? Не, противници не со противници не сум разговарал ни во приватен живот. Кажете, уопште не ќе да ги не ги мислам. Кажи ми, репрезентативец одбојка, Да. највпечатлив од сите, морам да кажам, нели, како иде таму работата, да? Имате ли се тренер? Иде летен период, таму се надпреваруваме, тренираме, карантини. Другото со работата ми е секојдневно со пожарникарството, сум таму. Така, знам дека многу од работите, нели, како ние ваши интервенции не ги слушаме, не ги дознаваме, да. Има ли работа? Тоа ме Има сега зимскиот период, да ви кажам дека малку. Со што најчесто се соочувате? Сега се соочуваме со оџаци, со коли, исто така, автомобили што се во пламен и поднатака да не... Да не навлегуваме од црни сценарија. Сакам да ги победам, ја за тоа сум тука денес. Да, кажи. Точно така. Супер, Дарко и Магдалена. Ви посагувам среќа во продолжение, трема не ми делувате, дека имате, концентрирате се, мене ми е важно. Ако имаме некој технички проблем во кабината, тоа да ми кажете, ако нешто не ме разберете, нешто не ви е јасно да ме прашате. Само тоа го барам од вас, другото на вас си остава. Другото знање. Така е. Магдалена и Дарко почувате како предизвикувачи, да. Значи, ваша е предизвикувачката кабина, повелете. Ајде.
Дарко и Златко, односно Дарко и Магдалена се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, ајде сите заедно да ги провериме дали работат како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Дарко и Магдалена, дали се слушаме? Да. Супер. Уште еднаш ќе повторам, ако имаме било каков технички проблем, веднаш да ми кажете, Јасно. ако нешто не е јасно, да ме прашате. Со среќа уште еднаш во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Домакини, како сте? Многу се- добро. Многу добро. Одлично. Кабината дали е во добра состојба? Супер. Одлично. И за вас важи исто, ако имам некаков технички проблем да кажете, ако нешто не е јасно да си прашате. Со среќа и на вас во продолжение. А сега, драги гледачи, откако удобно ги сместивме нашите надпреварувачи во нашите надпреварувачки кабини, поточно во нивните надпреварувачки кабини, и истите ги проверивме дали функционираат како што треба, значи време е да започнеме со листа за 300, како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Машки имиња на С или Т. Бараме машки имиња кои почнуваат со буквите С како Скопје или Т како Ташкент и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, Дарко и Магдалена, дали не е јасна темата? Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација, први со надавање, започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Дарко и Магдалена. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Дарко и Магдалена, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 20. 20. Започнуваме со 20. 22. 22. 25. 25. 27. 27. 30. 30. 32. 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 39. 39. 40. Заокружуваме на 40. 41. 41. 43. 43. 45. 45. 46. 46. 47. Едно повеќе 47. И 8. 48. 49. 49. 50. Стигнавме до 50. 52. 52. И 3. 53. Никој не попушта. Ајде, нека одговара. Да одговарат, ајде да видиме. Овој пат Дарко и Златко нема да може да куртулат од одговарање. Што туку Магдалена, вие префрли на вас нели палката за одговарање. Па кога ќе бидете подготвени, можете слободно да започнете да ги редите оние машки имиња на буквите С или Т. Со среќа во продолжение. Сашо. Сашо. Стефан. Така е, Стефан. Стеван. Само момент, Стеван. Така е. Симон. Симон. Така е. Стојан. Стојан. Точно. Славе. Славе. Слободан. Слободан. Стојче. Стојче. Само момент. Само момент да видим. Да, Стојче, така е. Потоа Стојанче. Стојанче. Најчесто од 2 метра се тие Стојанче. Така е. Томислав. Томислав. Томе.
Само момент, Томе сега, така Томислав е точен. И Томе за 11 точни одговори. Трајко, Трајко. Така е. Трајче, Трајче. Сафет, Само момент, Златко. Така е, Сафет сега. Сафет, точен одговор. Теодор, Теодор. Така е. Теофил, Теофил. Тео, Само Теофил да го испишат. Така е сега Тео. Точно. Тимко, Тимко. Така е. Томче, Томче. Така е. Симеон, Симеон. Така е. Славолюб, Извини, можеш да ми повториш? Славолюб, Славолюб. Ајде, Славолюбе. Така е, точен одговор. Среќко, Среќко. Така е. Срđan, Срđan. Така е. Трендафил, Трендафил. Така е. Славомир, Славомир. Така е. Симо, Симо. Точен одговор и Симо. Спасе, Спасе. Така е. Станко, Станко. Точен одговор. Ајде, супер се, Дарко Златко. Мислете. Сафет, Сафет, мислам дека го кажавме Сафет. добро. Скендер, Скендер. Така е. Селим, Селим. Самуил, Со Селим 30 точни одговори, сега идеме со Самуил. И Самуил е точен одговор. Самет, Самет. Самет, добро, 990. Точен одговор. Тамер, Тамер, Тамер. така како Тамер. Дубровник. 50 во Македонија, точен одговор. Баш така. Тодор дали го кажавме? Тодор. Сега ќе проверам, ама мислам дека не.
Не е кажан Тодор. И Тодорче. И Тодор значи сега прво, па потоа Тодорче. Тодор е точен одговор, сега Тодорче да провериме. Тодорче 320 во Македонија, повеќе од доволно за да биде точен одговор. Тихо. Тихо. Така е. Тихомир. Тихомир. Така е. Тихомир. Танас. Танас. 140 Танаско во Македонија. Танаско. Танаско. Внимавајте со вакви имиња, само 20 во Македонија. Внимателно. Трпе. Трпе. Трпе, знам и ја, доста трпевци. Точен одговор. Сребре. Сребре. И сребре точен одговор. Слободан. Мислам дека кажам. Слободан. Само да видам. Да, кажан е Слободан. Слободанчо, евентуално. Слободанчо. Стои 40. Точен одговор. Серафим. Серафим. Така е. Самир. Самир. Така е, Самир, точен одговор. Станко. Станко. Голем поздрав до Станко, пријател мој. Кажан е Станко само. Сефедин. Сефедин. Многу има Сефедин. Смиле. Смиле. Четириесет и шест Смилевци во Македонија, точен одговор. Силјан. Силјан. Како Штркот. Како Силјан Штркот, документарецот на Тамара Котевска, ако не се лажам, така не завеше. 62 Силјан, точен одговор. Стефанчо. Стефанчо. Стефанчо само 11. Свето. Свето. Светозар. Светозар. Така е. Светомир. Светомир. Ако е точен Светомир, уште две ќе останат. Ф, 82 Светомир во Македонија, точен одговор. Сулјо. Сулјо. Сулјо 40. Сулејман. И Сулејман за последен 53-ти одговор.
Ако се испостави дека е точен, првиот поен оди за Дарко и Златко. Сулеман, по Македонија регистрирани 1100, што значи точен одговор и честитки до Дарко и Златко. Одлично одиграно, ако минатиот патете ништо збор не кажавте. Сега на убав тест ве ставија Магдалена и Дарко и бога ми убаво се изнаодговаравте. 53 точни мачки имиња на буквите С или Т. И морам да признам дека на почетокот ми почнавте малце конфузно, обично другите надпреварувачи на волку големи бројки одат по некој азбучен ред, да речеме С, А, С, Б или Т, А, Т. Ми почнавте хаотично, некој кој викам, опа, сега ќе талкаме по имињава, ако стигнеме до 20, добре. И тотално ме предухидривте, како се вика, ме изненадивте, бравос. 53 имиња без некој поголем проблем, но ништо не е готово. Внимавајте, имаме уште една лицитација, истото се однесува и на Дарко и на Магдалена. Динамиката ја пратиме, Дарко, на одговарање на надпреварувачите во споредба со тоа колку нели поими им се бараат, ако заглават нешто и ако се види дека не знаат, почуваме и убрзано да им броиме, а во меѓувреме, ако динамиката е добра, ги оставаме, нели? Иако уште една минутка им остануваше до крај, за една минута како и да ќе морав да почнам да им бројам. Но ништо не е готови за вас двајцата, она што ми се допадна е храброста која што ја покажавте. Други кои што прв пат седнуваат во кабините на листа за 300 на 15, максимум 20 надавања се откажуваат, ги фаќа страф и паника, што кај вас не постоеше. Супер бевте, само продолжете вака храбро и понатаму и да се надеваме нели на пресмртница. Пред да продолжиме понатаму со втората лицитација, која што, како реков, им ќе значи доста, посебно на Дарко и на Магдалена. Јас да ги прочитам оние машки имиња на С или Т, кои што не ги кажах, да пробам да ги издвојам тука сега. Саша, Сашко, не знам дали кажавме, потоа Славјан, Софрони, многу имиња кажавме, искрено имам проблем сега да ги одвојам, што нели, да не утепа енергијата тука во нашето студио. А за да задржиме енергијата на едно високо и надпреварувачко ниво, јас предложувам да одиме на следната лицитација, односно второто надавање, а темата за истото гласи. Општини во Македонија кои не се граничат со некој наш сосед. Бараме имиња на постоечки македонски општини кои не се граничат со некоја од нашите соседни држави со кои немаме копнена граница. Од 80 наши општини можам да ви кажам дека повеќе од половината се точни одговори. Дарко и Златко, дали ни е јасна темата? Одлично, Дарко и Магдалена, дали ни е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква моментална ситуација се наоѓаат Магдалена и Дарко. Ќе ве замолам повторно да исклучиме домакинската кабина, а Магдалена и Дарко, кога ќе имате понуда да започнеме? 15. 15. 16, 16. 18. 18. 19, 19. 20. 20. и 1, 21. 23. 23. и 4, 24. Да, 26. 26. 26. 7, 27. 29. 29. 30, Заокружуваме на 30. Не, бе, 30 беа утне, бе, сега ги мора да пробам. Нека одговара, ајде пак. Да одговараат пак. Да. Ако е бал, нека е маска Нека е бал. маска. Така е. Ајде да видиме Дарко и Златко. Повторно ќе треба да одговарате вие, но овој пат за разлика од минатиот на 53 кога требаше, сега само 30. Бараме 30 општини, имиња на општини во Македонија кои што не се граничат со некој од нашите соседи, а тоа се Бугарија, Грција, Србија и Албанија.
Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Кисела вода, Кисела вода, аеродром, само момент да ги спишеме, да не утнеме некој да не ја заборавиме. Кисела вода, така е, потоа рековме аеродром, Карпаш, Карпош. Така е, центар, центар. Точно, Газибаба, Газибаба. Бутел, Газибаба со најголемата држава се граничи. Аеродром. Па, ајде сега да ме видам сите останати. Продолжи, Златко, фала ти. Бутел, Бутел. Така е. Чаир, Чаир. Битола, Чаир точен, битола. Ама како битола? Сигурен ли си уопште на битола да не се граничи со некој од нашите соседи? не би требало. Грци. Горе. До тамо доаѓа. Па не знам општината дали е до таму. До кој? Чекај. Меджитлија, да. Меджитлија, Тој е за граничен премин. Таму е затоа, нели, затоа добро. имат шанса. Да, ама ти затоа беше се ова добро. Денеска ми е забавно во студио, мора да признам. Би сакал секогаш да е вака. Значи, Дарка и Златка, чека да се врати. За жал, битола не е точен одговор. Добро, почнавме, но ете, битола малце не извади од колосек. Таму се наоѓа Меджитлија, граничниот премин за Грција. За оние кои што одат почесто во Битола знаат дека за викенди, летни распусти и така натаму доаѓа доста Грци за да си ги поправат забите и така натаму. Нема да навлегувам на тие теми. Но како и да е, пеналите ќе бидат оние кои што ќе одлучат кој од вас ќе оди во финале. Дарко и Магдалена, супер бевте и сега, одлично одиграно, ете ги фативте мала деконцентрација, треба за нели да се киксне и да се изгуби поенот и вие тоа го направивте одлично. А сега подгответе се затоа што пеналите ќе бидат одлучувачкиот фактор денеска во листа за 300. Но пред да продолжиме понатаму да прочитам уште некои од овие општини кои што не се граничат нели со ниедна наша соседна држава, тоа се Рачиново, Босилово, Брвеница, Валандово, Василево, Велес, Виница, Газибаба, Градско, Дебарца, Демиркапија, Демирхисар, Долнени, Желино, Зелениково, Зрновци, Илинден, Кавадарци, Карбинци, Кичево, Конче, Кочани, Кратово, Лозово, Македонски Брод, Неготино, Петровец, Радовиш, Студеничани, Штип, Шуто, Ризери, уште 20-на, барем би рекол. А сега, драги гледачи, како што кажав, на моје огромно задоволство, пеналите ќе бидат оние кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе има шанса да си освои парична награда. Она што е важно за пеналите е дека се одговараат надпреварувачите напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи ќе треба да бидат внимателни. И за крај први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Па сега, да не должам повеќе откако ги разјаснивме овие појми, време е да започнеме со пеналите, а темата за денешните пенали гласи. Македонски филмски режисери и режисерки. Бараме најмалку презиме на македонски режисери и режисерки кои снимиле барем еден игран или телевизиски филм во својата кариера. Режисери кои биле само театарски режисери или снимале само документарци не се признаваат. Дарко и Златко, дали не е јасна темата? Одлично. Дарко и Магдалена, дали не е јасна темата? Супер. На пенали, како што реков, први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи, кабините се вклучени во текот на целиот процес и одговараме напоредно едните па другите. Што значи, Дарко и Магдалена, го чекам првиот ваш одговор. Милчо Манчевски. Извини, не бе слушнав. Работи микрофонот, така? Сега да. Милчо Манчевски. Милчо Манчевски. Ај ке се правам дека проверувам. Така е, точен одговор. Димитрија Османли, Димитрија Османли. Уште едно култно режисерско име, така е. Ајде, мислете, знаете. Да не
Ристо Крлев, еден е режисор. Мислам дека не, братче. Не е точен одговорот, многу ми е жал. Чекај да видиме, ништо не е готово. Ако погрешат вашите противници, одиме као на ништо да не е, ако погодат, ќе мора да се простиме, што значи Дарко и Златко. Кој е вашиот одговор? Бранко Гапо. Бранко Гапо. Бранко Гапо, точен одговор, што значи Златко и Дарко, честитки за уште една извојувана победа. Сега веќе ќе можете да се опуштите затоа што следно се парите, нели? Дарко и Магдалена. Жалам, тапа тема сме оваа, бре. Нема, да, а гледај, тоа е проблемот посебни прв пат, нели, кога си многу работи, им те деконцентрираат, ти одзимаат внимание, плюс и темата малце, ако не се погоди, ако не е, нели, може тотално да не збуни, да не извади од колосек. Но што ми е мене друго зборот? Муабетот ми е дека ќе треба почесто да доаѓате за да го, нели, добиеме она, да го стекнеме искуството и кога работите стануваат многу полесни, верувајте. И има многу фактори, нели, треба да ви се погодат и противниците, понекогаш има појаки, понекогаш има послаби, но како и да е, да најдеме вистинската формула за да ми ги земете парите, така. Честитки до Дарко од Мичурин и Златко. И Златко. Честитки ви од мене до нив, а Дарко и Магдалена, јас ве чекам во блиски дни на повторно да дојдете во листа за 300. Знам дека тогаш работите ќе бидат многу поинакви него сега. За жал, сега морам да ви кажам чао. Дарко и Златко, како што ви честите и Дарко и Магдалена, време и јас да ви честитам за денешната победа и да ви закажам средба тука на ова место каде што сум на главната сцена и да видиме дали ќе успеете да освоите парична награда. А вие, драги гледачи, ако сакате да дознаете како сето ова ќе заврши, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Дарко и Златко ми се придружија по втор пат тука на главната сцена и втор пат ќе имаат шанса да си освојат убава парична награда. Видовте минатиот пат, им легна темата и успеа да стигнат, поточно би дадат 15 точни одговори за да си инкасираат и 300 евра. Честитки за тоа и супер, се надевам дека и денеска исто така ќе поминеме. Но пред да ви ја кажам темата, малце би рекол дека е по тешкичка и од минатиот пат, но сметам дека сепак можеме, знаеме и на оваа тема, сме учеле во школа и мислам дека доста можеме да догураме. Но пред сето тоа да го направиме на брзинка да се потсетиме за тоа како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња и кои што треба да ги исполниме со точни одговори за да освоиме онаа максимална сума од 300 евра. Така е, од 300 за 300. А во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 за 6, 100 евра за 9, 150 за 12, 200 евра и за 15, како што рече Дарко, си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, дали сте подготвени да ја слушнете денешната тема? Да. А слушајте добри вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема римски цареви, односно императори. Извор, сајтот на Енциклопедија Британика. Бараме имиња под кои биле познати исклучиво римските владетели кои имале титула цар, односно император, до пропаѓањето на Западното римско царство. Доколку некои имале исто име, само друг број, можете слободно да ги наведете. Чисто за подсетување, периодот на царевите почува после убиството на Цезар во 476 година. Односно, по убиството на Цезар па трае се до 476 година. Може би не требаше овој податок да ви го кажам, само колку да ви направам збунка некоја во главата. А сега, ја верувам дека доста од овие римски цареви императори се спомнуваат и ни соперите, па може и така да ги искористиме тие па да видиме. Да. По сега случај, Златко и Дарко, која ќе бидете подготвени, слободно започнете. Октавијан. Октавијан. Иначе, Октавијан, познат како Октавијан Август, е првиот император кој владеа од 31-та година пред нашата ера и воедно и прв точен одговор за вас. Нерон. Пота Нерон. 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 Најозлогласениот е. Да, најозлогласен император или римски цар. Точен одговор. Втор и трет. Калигула. Калигула, само што сега некако да го зата. Врзани се, така е.
Така, точен одговор и 50 евра се во ваши раце сега за сега. Ајде, сега размислете си убаво, Златко и Дерко, ако знаете 3, додите понатаму, ако не знаете, нели, да пресечеме за случајно да не ги изгубиме и овие пари. Трајан. Трајан. А може и да се изгубат, а? Може да. Познат како Трајан Деција е исто така римски цар, император и точен одговор. Јас имав група The Trajans на времето, баш од тука ни дојде името. Ама не траевте многу. Не траевме многу. Слична судбина делевме. Трајан уште двајца не фала. Како? Константин. Константин. Така е, Константин први големиот. Точен одговор. И уште еден. Дали ви текнува? Василий. Василий. Чекај да видиме Василий. А да ти асоцираме, ајде да видам дали ќе ти текна. Друго бараме овој. Дали ви текнува на Гладиатор филмот? И кој беше императорот што ќе го, нели, мислам, Да. кој што го почитуваше многу. На крај кога Главниот влегува актер. во рингот заедно. Да, само дали ви текнува како се викаше? Во гладиаторската. Го носи моето име. Моето име го носи. Марко Аурелий. Марко. Аурели. Сакаш да го играм? Пробај. Ајде, ќе го играме Марко Аурели за 100 евра, зашто ме мрзи да барам сега. Тука во проблеми ми пречи. Марко Аурели, како шести одговор и можност им донесе 100 евра на Златко и на Дарко. И така е. Честитки за освоените 100 евра. Сега, стварно, моја препорака е да размислите убаво, за случајно да не ги изгубиме. Значи не смееме да погрешиме? Не смеете да Во случај се погрешите. губат. Да. Или ако немате 3 одговори, нели, за да продолжиме до следната стоп точка, е што викам. Да. Плиние. Плини или Плиние, не знам се. Значи, ќе одиме понатаму. Пама ќе ни фалат после уште 2. Точно. А биле, не. Како рековме? Плини или Плиние. Не знам се како се води. Староримски научник и историчар, не римски цар. Малце... Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Мислам, не е ова никоја голема грешка, добри што ти текна воопшто на него. Ја не ни знаев, искрено. Криво ми е. Во секој случај, супер надпреварувачи, ќе се дружиме повторно на наредното издание на листа за 300. Криво ми е што не ги земавте овие 100 евра, можеби требаше повеќе да ве напнам за да ги земете и да имате, ама Што е тука? баш така, дојдени сме пред за забава, да го тестираме знаењето, па парите се само плюс на целата работа. И ја така и многу ме радува што така гледате. А и ги оние римски цареви, ќе ги кажам оние најпознатите, зашто ги има доста. Тука се Адриан, Веспазијан, Галба, Диоклецијан, Домицијан, Калигула, Каракала, Константин први големиот, Комот, Луций Вер, Марко Аурелий, Максимилијан, Нерон, Нерва, Отон, Октавијан Август, Септимије Север, Тибери, Трајан и Ромул Августул. Тоа е последниот римски цар до 476 година. Секако тука ги има уште многу како Валентинијан, први, втори, трети и така натаму, Валеријан и уште доста. Златко и Дарко, супер надпреварувачи и секој учество се поопасни и поопасни станувате. Многу ми е мило што повторно ќе се дружиме во следното издание на листа за 300. Искрено се надевам дека тогаш ќе можете да си го поправите овој впечаток. А, драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание. Многу ми е криво што не ги испратив со дома со пари дома денешните надпреварувачи, но како што реков, имаат шанса да го поправат целиот овој впечаток веќе во следното издание на нашиот квиз. Затоа останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на листа за 300 и никако не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.